Вести на Слободна ТВ. Документот објавен од политичка партија е строго доверлив, соопшти Македонското министерство за одбрана, откако опозицијската партија ВМРО ДПМН се повикаа на документ со кој, како што тврдат, премиерот Димитар Ковачевски не заминал во војска и го повикаа да објасни зошто во 2001 година избегнал да служи воен рок. Политичките партии и поединци додаваат од Министерството за одбрана во своите настапи и обиди да придобијат политички поени, да стојат понастрана од припадниците на Министерството за одбрана и армијата, да не ги поттикнуваат на извршување на кривични дела со кои го нарушуваат сопствениот, но и угледот на Министерството и на армијата. Министерството за одбрана, согласно своите надлежности, постапувајќи по закон и штитејќи ги интересите на државата и на граѓаните, отвара постапка за утврдување на одговорност за несовесно ракување и неовластено објавување на документи со класифицирана содржина, посочуваат од Министерството за одбрана. Министерот за локална самоуправа од редовите на Либерал-демократската партија Горан Милевски за денеска најави дека ќе ја депонира својата оставка до владата. Милевски, како што изјави, се повлекува од лични причини, а до крајот на неделата се очекува неговата партија да предложи нов кандидат за министер. Новиот министер, според Милевски, нема да биде од редовите на актуелните пратеници од редовите на ЛДП. Дел од медиумите објави дека Милевски ќе се повлечи од лидерската функција на Либерал-демократската партија, а како еден од кандидатите кои би го замениле е актуелната подпредседателка Моника Зајкова, која изјави дека доколку ја добие потребната поддршка од партиските тела, ќе биде чест да ја извршува функцијата председател на ЛДП. Продолжуваат разговорите со Бугарија околу струјата. Министерот за економија Бектеши денеска треба да одржи уште еден онлайн состанок со својот бугарски колега околу цената за набавка на струјата, а во четврток со директорот на АД СМ Васко Ковачевски и со директорот на националните енергетски ресурси Байрам Реджепи ќе посети Турција, каде, како што најави, во фокусот ќе биде енергетиката. Бектеши е оптимист дека со Бугарија ќе се постигне договор и за тоа, како што рече, гледа добра волја. Во однос на разговорите со Турција, ако има нешто конкретно, Бектеши најави дека ќе ја информира јавноста. Тој потсети на најавата од Европската комисија дека може да има замрзнување на цената на електричната енергија од 180 евра и порача, алудирајќи на опозицијата да не се креира паника и да не се лиферуваат погрешни информации. Бектеши информираше дека нема најава за забрана за протокот на природен газ во земјава. Трговците, напомена, редовно ги снабдуваат индустријските капацитети со газ. На 5 септември премиерите на Северна Македонија и Бугарија Димитар Ковачевски и Галеб Донев се договорија да бидат извезени околу 200 мегават часови електрична енергија од Бугарија кон Македонија. Со Грција пак неодамна е договорено Северна Македонија непречено да се снабдува со лигнит, јаглен и мазут. Денеска во Њујорк започнува дебатата на Генералното собрание на Обединетите нации, на која светските лидери ќе се обратат на 77-та сесија на Генералното собрание во време кога светот е зафатен од климатски катастрофи, несигурност со храна и војни, а и самите Обединети нации минуваат низ длабоки поделби. Во текот на една недела околу 150 шефови на држави од целиот свет треба да се обратат на големиот годишен дипломатски собир кој се одржува во живо по 2 години работа од далечина поради пандемијата на COVID-19. Опасностите од руската инвазија ќе бидат во центарот на оваа дипломатска недела на високо ниво, а украинскиот председател Володимир Зеленски утре ќе зборува преку видеоврска. За вакво обраќање беше потребна посебна дозвола од земјите членки, бидејќи според прописите сите лидери мора да се обратат во живо. Рускиот и кинескиот председател Владимир Путин и Си Џинпинг не учествуваат на овогодинешното Генерално собрание на Обединетите нации. Британското министерство за одбрана објави дневен извештај на своите разузнавачи за ситуацијата во Украина, во која се тврди дека командата на руската црноморска флота ги преместила своите подморници од класата Кило од матичното пристаниште Севастопол на Крим во Новосириск во Краснодорскиот крај во Јужна Русија, бидејќи се плашат да не бидат нападнати. Според британските разузнавачи, една од главните причини на Путин за анектирањето на Крим во 2014 година била токму можноста таму да ја задржи руската флота. Сепак, безбедноста на таа флота сега е директно загрозена, сметат британските разузнавачи. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.